Ви благодарам. Денес разговараме за извештајот на Државната комисија за спречување на корупција за 2022 година. Најчесто имаме пофални зборови за вашите извештаи, заради тоа што се едни од ретките кои што се детални со многу опишани сегменти и навистина мора да признаеме дека тоа што се однесува до комисијата, веројатно волјата и дел од работите се завршени од ваша страна, меѓутоа за жал една главна констатација е дека институциите во Република Македонија не одговараат на насоките дадени од страна на Државната комисија, меѓутоа и не ги исполнуваат елементите и сегментите од националната стратегија за борба со корупцијата, и тоа е една главна забелешка која што би морале сите ние да ја дадеме и во исто време да се согласиме дека нашите повици понатаму би морале да бидат свртени кон владата и институциите во рамките на владата, а се разбира и до еден многу битен кабинет кој што е во рамките на владата, тоа е кабинетот за добро владење и министерката Славица Грковска, која што за жал сметам дека во последниот период додека извршува оваа функција веројатно недоволно се залага и недоволно со мерки има пристапено кон почитување, односно кон извршување на сево ова што се очекува од едно вакво министерство. Практично ние досега немаме видено на што е таа воопшто надлежна, бидејќи она што се гледа од медиумите, од нејзината работа е само одредени опомени кои што очигледно не вродуваат со плод, имајќи го во предвид имајќи го во предвид фактот дека и покрај укажувањата одредени министри, одредени министерства